Над 18.000 проблеми на граѓаните нотира опозицијската ВМРО ДПМН од теренските активности во изминатите 6 недели. Решенијата за нив велат ќе бидат ставени во предизборната програма на партијата. Во Македонија народот не сака уставни измени под бугарски диктат, не сака газање на националното достоинство, но народот најмногу сака да дојде крај на сиромаштијата, крај на корупцијата и криминалот, велат од ВМРО ДПМН. Најголемата грижа на граѓаните е тешкиот живот, дополнуваат од партијата, инфлацијата, несигурноста и неизвестноста за иднината. Над 200 луѓе од ВМРО ДПМН, организирани во 19 тимови, посетија вкупно 709 населени места во државата, и тоа најразлични краеви, почнувајќи од големите населени места па се до најмалку населените места. Ова беше најопсежната теренска акција на ВМРО ДПМН, во која се направени 6428 извештаи и нотирани се 18324 проблеми. Дека темата уставни измени под бугарски диктат е затворена за опозицијата, каже и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на трибината за 33-тиот роден ден на партијата. По 2 недели од лидерската средба, од кога на маса власта ги имаше двата предлози од ВМРО ДПМН, тие не прифатија ниту еден, туку беа фокусирани на дезинформации и лажни етикетирања, вели Мицкоски. Дадов два предлога за излез кои се базирани пред се на заштита на националните интереси, нашиот идентитет и јазик, и кои воено содржат и гаранции за продолжување на нашата европска иднина. После 2 недели одбегнување од нивна страна да кажат кој предлог тие го збираат. Јасно е дека ја отфрлија историската шанса за иднината на Македонија. Одбраа да работа за себе, туткајќи бугарски диктат. Оваа тема, порачувам, оваа тема тука ја затворам со јасна порака. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Претениците на ВМРО ДПМН се последниот браник кој нема да попушти под било какви притисоци, е пораката која што Мицкоски ја испрати до владеачкото мнозинство. Реформираното ВМРО ДПМН е гарант дека новата влада ќе ја удри корупцијата и ќе ја крене економијата, порача подпредседателот на партијата Александар Николовски. Низ определување на нови правци, кои што сега треба да дадат одговор на 3 напади кои што ги доживува Македонија, чија што крајна цел е уништување на ваква Македонија каква што ја знаеме. Прво, економски колапс, кој што е преточен на сериозна корупција, која што мора да ја удриме во чело. Второ, национални предавства, кои што ги гледаме во моментов кон она што се случува и со односите со Бугарија, но и натрешниот политички систем и начинот на кој што се владее Македонија. И третиот предизвик, кој што во моментов го гледа Македонија, е еродирањето на сите институции кои што значат државност. Доколку се удрат овие три столба, нема држава. Опозицијата повторува дека предвремени парламентарни избори се единствениот излез од кризата во која длабоко е навлезена Македонија, а сигурен победник според нив ќе биде ВМРО ДПМН.